Значи јас се спомни одмор, лето, нешто, одење ваму таму. Нема шанса да не се отвори најстарата дебата во век. Шо е, море, ојте онаму. Скъпо ви е Охрид, еден тост не купвите, ви ојте онаму пари ми фрля. Грција, Албанија ми спомвите. Скъмби ли едни? Ама Охрид море бисер. И тоа е точно. Никој лош збор не може да речи за Охрид, пошто стварно е бисер. Бисер беше и преспарно, ама уште малце ќе види нива. Нива со базенче. И ќе се караме три држави чие е базенче. Технички ги се карат три држави и еден народ. Ама добра е да не навлегваме на тата емоти. Нели, неќиме политики да бистрим. Битно само за карање не бив. Да се направи нешто, да се преземи то. Нема потреба, ме сваќаш. Мајка природа. Туку дај да си ја маниме ние шпицата, па си го продолжиме муавет. Ајде ба те пуштај. Локал патриотизмо е многу голема работа во Македонија. Секој си го сака своето место најмногу и најубо му е од се на свето, без разлика дали убо или не е вака објективно кога ги виш работи. То нема врска. Битно чукање в гради, тоа е најубо. И така е сегде, како ние битолчани на пример што никогаш нема да си го дајме пелистери, целвек ќе си окажваме, немојме да не го спомниме. Ако 90% битола в планина нема стапнато никогаш, нити па со прстима мрднато нешто се направи се подобри, нити па внимава направи. То нема врска. Битно, знаеш ти шо имаме ние? Пелистервате. Додуше технички цела баба планина имаме, ма прво најбитен. Пошто врвни луѓе ме сваќаш. Е така исто, на пример, Ориѓани си се фалят со езерото море. Кој има Охрид? Нигде. И да ти кажам искрено, стварно е убаво. Водата чиста, бисер, природата убајна. Како ти кажам, здравје. Охрид е здрави. Дур не дојди момент да се опулиш во цени. И се одма тука во овај момент локал патриотизмо мававате в гради вака како Охриѓани. Ба! Го гледа видеото, кара врни се буни. Не ви е скапо нигде во свето, само Охрид ви е скапо. Така е вате. Би одел против на тоа, ма немам дом, пошто право си. Пошто прво и основно Охрид ни е дом. Сегде на друго место во свето не ни е дом. Немојме дојме кога сакам. Треба да направиш план, треба да букираш лет, шо патем стана поевтино да леташ негде со авионот, колку да возиш од Битола до Скопје, ама добра е. Друга приказна е таа. И кога сме веќе кај скъпо ефтино и вистина поевтино можеш да поминиш во странство. Од што можеш да поминиш пример во Охрид. И тоа сакаш да ми кажеш дека не ви е чудно? Не ви е чудно дека пример Сицилија можам да најдам поевтин престој од цел Балкан или во Барселона или било каде на друго место? Палма де Мајорка бе брат. Значи палмичина вака. Сонце да пука. Даш море од таа страна има саш од ова страна остров. Сега да ми кажеш дека може тоа да е поевтино од нешто што го имам дома? Тоа е исто ко на пример сега јас да договорам свирка за негде поевтино, ако ќе ми се јави брат ми е ела да ми свириш, да му речам бате за тебе, пошто наши сме ме сваѓа за тебе поскапо. За те јај срамо да си платиш. Е така испаѓа муавет. Макар што тоа не е ништо чудно овде кајна. Обично во 90% случаите кои ти речи некој ко за тебе уствари ти дава поскапа цена од што би му дал на некој што не познава, ама нема вез. Не знам зошто е тоа така. Баш сме добар народ вака, топол. Чудна работа. И да не се сватиме погрешно, јас разбирам. Туризмот во Македонија е многу чудна гранка. Сезоната трај кратко. И луѓе што се занимаваат со тоа треба да направат пари во месец-два за цела година. Тоа нормално дека е тешко. Ама брат, едноставно нема логика апартман на популарна дестинација во светот, значи апартман со WC, со кујниче, со спалниче, со сите марифети, да кошта поевтино од соба во куќа во Охрид, кај што WC-то треба да го делат сите соби што се во таа куќата и кујната исто така нормално. И кај што ќе ти ја трошат водата од соларни бољер, никој не ти пушта, пошто нели кој си ти да ти пуштат бољер да немаш платено поскапа соба од некаде. И кај што газдата ги ти седи нагла цел ден. Пак ќе речам, немам против. Сите сме летувале така како деца. Ако така сакаш да си го тераш бизнисот, тоа е супер, во ред. И на крајот на денот ако цениш дека тебе тоа ти кошта поскапо и дека треба ти се плати поскапо од нешто што кошта во Барселона, речи, тоа е исто така супер. Како што ти убаво така треба правиш, само нема се лутите после кој збора некој за цените. И не знам оти стално го почне да се збора за цените, пример во Охрид или во Скопје цените. Одма луѓето што ги годи влегват контра, ами вие Битола да не е поевтино. Ора никој не рече дека Битола ефтин. И Битола не знаат кај терат поќе со цените. Значи работите почнаа скрос од контрола да излегва. Почнавме живееме цените ко во Луксембург, платата ко Пакистан. Значи негде нешто нештима, има мутнато негде работат. Башка правиме споредба за езеро со мориња, со светски познати дестинации. За секој си има свој вкус, некој сака поќе езеро, некој сака поќе море, мене поубаво ми се сладки води, пошто пливач бев на време. Ама за пливање, за одмарање ми е поубаво кај што има сол, кај што е воздухосолен, кај што е потопло, кај што можеш нов свет да видиш, нови кујни да вкусиш, нови искуства
искуства да доживеи. Тоа што си е наш и што си е бисер е супер, ама и тој бисеро наш треба да биде некако во наш стандард. И Охрид има прекрасни хотели, вили, чуда со преубај соби со сите марифе. И во свето исто така може да најдиш крш смештај и така натаму. Ама тие таквите смештаи коштат уште помалци. И како може да му се исплаќа на тие таму некаде кај што е многу поскап животот, а кај нас овде што не е баш ефтин сега, ама е поевтин од таму, не ни се исплаќа. Јас разбирам, туристичко место треба можда да е поскапо од другите места, ама да е поскапо во границите на нормалната, да можеш да најдиш и поевтино и поскапо, да има разлика во квалитетот и во цената, а не тука и чинело не чинело, скаповате. Ак ти чини, так не, пали па ти ги. И уште поако сегде во светот се трудат, дали било скапо, дали ефтино, ќе се потруди да те прими, да те пречека, да биди расположен, или некој не те ни примат, ќе ти пушти се што треба, од клуч, каде, шо, како, сам да влезиш, сам да си излезиш. Што мене ак ме најдоте уште порно, нити контакт, нити монтак, ништо. Како иде ќе се потрудат да ти го направат задоволството шо поарно, за да му остаеш поарни оценки, за да можат да му дојдат поки луѓе и така натаму. Освен ако си во Македонија, овде вате никој за ништо не се труди. Ти си платил ѓаоли положиш да седиш таму, болеро не пуштен. Газдата ќе ти дојди, ќе ти збора. Кој ти овој шо ти е, колку души сте, чекај, тргни, застани. Некој во домакините мора намќор да биде, дали тоа ќе биде жената, бабата, таткото, некој. Мора некој намќор да има. И цело време не му чини нешто. Оти вака паркира, оти она направи. Вака се прави, море луѓето идат на одмор да одморат, не идат да се карат. Да извинете вака, може да влегов малце клизачи, ама некој мора да го речи ово. Нормално не се сите во истото тавче. Има домакини како што треба. Ама сите сме имале барем еднаш во веко искуство вакво, некој е во Охрид. Кај што треба да се тегниш, кај што мора нешто да има, нешто да не чини. Некој мора нешто негативна енергија да направи. А во Лабајте се мора. Живееш во град Бисер, ја отвараш куќата на луѓе, да дојдат и да поживеат во градот ти кај што живееш. Да поминате на недела 10 дена, да изуживат тука. Не се дојдени за да му бидиш намќор. Ќе велев намќор може да си бидиш дома, ама технички таму живееш, што значи дома ќе си биде. Ако веќе влегваш во ова работа, ако веќе го правиш нештото, направи го што треба. Јас разбирам дека не е лесно со луѓе работиш, цел век со луѓе работиш. Нема нешто потешко. Ама пак на крајот на ден, ако си се фатил наоро, насмеј си изиграј горото. Патем луѓето плаќат повисока цена од што ви платиле надвор, треба ти е чест. Пошто јас пример не ми смета да платам повисока цена негде кај што вреди да платам. Значи ако сладоледо овде е 30 денари и овде е 300 денари, ако ова е поубав ќе го платам. Можда не стално, ама ќе го платам, ќе го пробам заради тоа што е поубав. И нема да ми е криво пошто ќе биде за мера. И според таубајната, според квалитетот треба биде и цена. А не едно време и тоа што чинеш и тоа што не чинеше се направи иста цена и сега шо и да пробаш не чини. Пошто тие што праја работи што чинат си рекоа шо јас си ја мачам душата ако може за истата цена да направам помалце и така да помини. И така едно по едно све се расипа. Домино ефект бате. И не го правам овој муавет зин. Не го правам ти нешто имам против се битолчани, охриѓани, закасани, се то по Facebook може да си го прави. Го правам муаветот и ми е криво. Оти Охрид може да биде многу поќе од тоа што е. И поубав и почисти со поќе туристи и со поќе ред во работите, а не безредие да владеј цело лето. Се може да биде поубав. Арма знаеш како? Кој те праша? Очигледно на некои големи сили не му одговара да е поубав, туку му одговара да е вака како што е. Пошто ако одговарало поубав ќе било добро. Тие пусти големи сили што ги диктират работите и што терат приказнава во неповрат. Тоа е вате. Ние ги си правиме чамче муавети, ќе си делиме наши, ваши и не знам шо. Тие ќе си прават парина и свето ќе продолжи да си се врти. И на крајот на денот, па не смисливме кај ќе ојме на одмор. Што значи трудна ќе биде работа да доправа, ама тоа. Кај и да ојме битно да сме здрави, живи, да си поминеме убаво, да си олабајме и да си сме заедно фамилиарно. Се останато е гола вода. Толку од мене за денес. Поздрав и имајте убав ден.